По препораката околу хигиената и инсистирањето туширањето да трае пократко, владата реши да прерасне во моден креатор и да диктира начин на кој треба да се бира гардероба за предстојната сезона. Изборот не е голем, но е тренди. Ако може во една Германија во зима да се облече джемпер и тоа по дома, тогаш може и во Македонија. Деталите за тоа кој како ќе треба да биде дотеран треба да се шират од врата на врата. Секоја можност треба да се искористи за да им се објасни на луѓето како да се биде шик, како да се биде модерен. И сега ќе почнат славите и да им го кажете на вашите роднини и пријатели кога ќе седите на маса. Веќе се одбрани и двата модела на кои им се доверува задачата при евентуално отсуство на вистинска, токму тие да ја шират таа топлина и енергија. И затоа Благој еве го тука, стани Благој да те видат сите. Дајте му подршка. Стани цаци да те види сала. Но не завршува се тука. Во текот на најстудените денови на почетокот на јануари му е именден и на поглаварот. И за него се плетат волнени блузи, па наместо да биде изненадување, однапред се знае кој каков ќе биде подарокот што ќе го добие. И јас лично ќе одам ќе ги донесам во Скопје кај архиепископот на Македонската православна црква. Во такви услови, кога горе-долу е се завршено, се има доволно време кое може да се искористи да се отворат албумите, за да се види кој каде и каков бил пред да влезе во светот на големата политика. Нема изненадување, нема промени. Истите луѓе се и тогаш и сега. Седиме и гледаме слики како било пред 20 и кусур години. 31 година социјалдемократска младина на Македонија ги дала државниците на оваа држава што ги носеле тешките одлуки. Само една разлика има. Кај Јована, таа е повозрасна и поубава. Зоран задржа истата фризура. Само ја немам коса, а Мили има брада. Тоа е само разлика. И на крајот, кога се ѕирка и во тугите слики, а ниту таму не може да се забележи некаква особена разлика. Отишол овој на увид во Прилеп и гледаат у планина. Планина, вака застанат и у планина гледаат. Као мислиш дека Пикасо и Рембрандт застанале и ќе цртаат нешто, и сликаат. Гледаат у планина и вика ние ќе правиме. Абе што ќе правите? Што ќе правите у планина? У Прилеп треба да правите. Целта на секоја фотографија е да креира перцепција и илузија. Само кај нас тие се стварност. Потребно е некој да ги придвижи оти, ако помалку се слика и се зборува, а повеќе се работи. Температурата ќе се крене на толку високо ниво што джемпер нема да биде потребен.